Јас сум Андријана Кетијовска, мајка на првото родено бебе во новата година и многу сум среќна, благодарна до целиот тим на болницата и најмногу до докторот Оропан и до сите. И пресреќна сум. Поубаво нешто, подобар поклон од овој не можев да добијам во новата година. Како ќе се вика ќеркичката? Ива. Ива? Да. Второ дете ваше? Второ дете, да. Колку 4 години имате килограми, ви? 35. Среќно. Поминав со лесно, супер, детето е здраво, живо, се е во ред. Утрово во нашата општа градска болница во Прилеп се роди првото женско дете оваа година во 2019 година. Сакам да им честитам на родителите, посебно на мајката, за ова второ поред женско дете што има во нивното семејство. Сакам да им посакам добро здравје, среќа, радост во новото 2019 година и ова нека биде почеток на новото 2019 година за берекет и успешност на нашата болница и нашата општина воопшто. Првото бебе родено во нашата болница во 12,5 и женско дете 4 кила, здраво, во добро општо состојба, исто како и неговата мајка. Прво да ја честитам на мајката за новороденото дете, да се здрави и живи и среќа во новата 2019 година. Што се однесува до нашата болница, можам да кажам дека во изминатата година беа превземени неколку зафати во поглед на осовременување и на обновување на опремата во болницата. Се набави доста опрема, допрва уште ќе следи нова опрема која во текот на месец јануар ќе стаса. Можам да кажам дека набавивме плазма стерилизатор, 2 оперативни нови столови, сега следат 2 нови ехо апарати, монитори за во интензивна нега, за во делот на интерно одделение, набавка на нови кревети, 100 во овој период за болничките соби. Воедно извршивме реновирање комплетно на аптеката, на лабораторијата. Сега следи реновирање на целиот блок на амбуланти, кој треба да се заврши до крајот на месец јануар. Воедно во овој период ќе биде што следи до веројатно да заврши постапката за јавна набавка и реновирање на акушерско одделение кое во претходниот период кога се реновира останатите одделенија во болницата остана не реновирано, меѓутоа со помош на одредени средства од Министерството за здравство, делум наши средства, ќе извршиме комплетно реновирање на акушерскиот оддел. Во претходниот месец се вработеа 10 нови доктори. За ова 2019 година планот е да се вработат уште 15 доктори по општа медицина во болницата кои понатаму би се упатувале на специјализација. Намерата ни е да вработиме толку, не знам дали ќе успееме да обезбедиме толкава бројка кои би се пријавиле за вработување. Се надевам дека имаме некои сознанија дека има нови завршени доктори кои ида на стажирање, кои се пред полагање на испит за лиценца. Мислам дека ако не 15, барем некоја бројка од 10 на доктори нови ќе успееме да привлечиме во нашата болница. Скоро сите диагностички процедури што се работели порано и сега се работат, меѓутоа некогаш во помал обем заради недостаток на доволен број на специјалисти по скоро сите специјалности, колку и да е луѓето се веќе возрастни и можностите да одговорат на сите барања не се баш во највисоко ниво. Меѓутоа успеваме сепак да одржиме чекор. Проблемот е што специјалист не се создава преку ноќ, потребни се години да поминат, 5-6 за специјализација, плюс уште 3-4 години да стекни самодоверба тој што е специјалистот, за да може релативно да одговори на барањата на пациентите.